Во склоп на Тиквешкиот Гроздобер под отворено небо, еве во вториот ден на едно од прекрасните локалитети и места во Кавадарци, популарното полицајско парче на традиционалната древна игра таблијада. Тука имаме денеска убавина од луѓе во години, дами, млади ентузијасти и љубители на оваа игра. За најуспешните на крајот од играта следуваат убави награди, а во текот на денешниот ден, ако имате можност, дојдете, посетете ги, видете ги, одберете своји фаворити и едноставно уживајте. Мене ми е голема чест што јас бев на првата таблијада дел од организацијата, у тоа време заедно со Чко Томе Чемерски. Еве веќе повеќе од 10 на 12 години обстојува оваа манифестација у склопот на Тиквешкиот Гроздобер и што е најважно обстојува многу успешно. Мислам дека оваа година според тоа што го гледаме и тоа што ми го кажаа, според бројките дека е рекордна по пријавени, да, најмасовна, нели, да. Ништо само можам како дел од организацијата само да кажеме дека ќе посакаме на се да помине у најдобар ред, да победе најдобриот и на крајот, како што каже и Дуле, да се поделат тие вредни награди. Можеби не вредни парични награди нема, меѓутоа тие се, верувајте, многу вредни на овие луѓе, како што каже Дуле, за оваа древна наша игра која што кавадарчани, како што гледаме, почитуваат и ја упражняваат бајаџи. Турнирот во табла или познатата таблијада која што се одржува на Тиквешкиот Гроздобер веќе е во организација и е традиционално 15 на години и веќе имаме и учесници од Штип, Демир Капија, Неготино и на еден начин турнирот сакаме да го направиме да биде национален, на национално ниво, па здравје Боже во наредните години да прерасне и на балканско и меѓународно ниво. Оваа година посетеноста за посетеноста на таблијадата е солидна, рекордна бројка. Можам како дел како организатор можам да кажам дека организацијата е во добра состојба и сакам на сите учесници да му посакам многу среќа и фер плей и нека победи најдобриот. Табла се игра во цела Македонија, во Кавадарци, Неготино и Тиквешијата е посебно популарна, затоа еден од организаторите на Тиквешкиот Гроздобер пред многу години се реши да организира ваква таблијада. Таа како води времето е се подобра и се поголем интерес за неја има и од младите и од постарите. Денеска еден млад дечко ми рече, јас тука научив да играм табла и сега сум добар табладжија. Да се надеваме дека во иднина ќе се зголемува тој број, затоа што таблата е игра која релаксира. Да се надеваме дека и ова денешно надпреварување ќе помине во таква атмосфера. Успешно одвивање на таблијадата во Кавадарци. Ние како представници од таблијадата во Штип Џолев компани, еве и ова година сме поканети од кавадарчани. Со задоволство го прифаќаме предлогот, исто и они доаѓаат секоја година. Нашиот турнир се одржава во јуни, покануваме во колку сакат да дојдат, толку по 10, по 20 надпреварувачи, за нас се добродојдени. И да ви кажам дека со Кавадарци имаме најголема соработка, исто имаме и ние добри надпреварувачи од Скопје, од Неготино, од Ѓевгелија. Нашиот турнир е малку во поголем обем на надпреварувачи, од 64 надпреварувачи е нашиот турнир. Секоја година даваме добри награди. Пред 7, 8 или 5-6 години бевте најмлад надпреварувач. Сега повторно се надпреварувач, така ли е? Да. Како се викаш? Стефан Милков. Милков, зошто го сакаш овој древен начин на играње? Па, како мал со дедо сакав, тој играш табла и јас покрај него сакав и заради тоа. Каков играч сега, добар? Па, ќе видиме сега. На компјутер или на табла? И таму, и таму. Добро, каков е противникот денеска? Слаб ќе го победам.